Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Скопската зоолошка градина во последниве 3 години е место каде што умираат животни во сомнителни околности. Зоолошката во Скопје е веќе позната како куќата на стравот, а досега за тоа никој не поднесе одговорност. За време на директорувањето на Зоран Попов, кадар на Даниела Арсовска, угинаа повеќе од 40 животни, се случија големи инциденти, а од Попов не видовме и не слушнавме ниту збор, а камоли одговорност. Последниот од низата немили настани е угинувањето на 7 берберски овци. Истите се претпоставува дека се отруени од храна која е дадена на овие животни од страна на вработени во институцијата. Според информациите, храната не е дел од таблицата на исхрана која овие животни треба да конзумираат. Па од тука се поставува прашањето зошто е дадена оваа храна на животните и кој тоа го одобрил. При водредниот инспекцијски надзор од страна на инспекторите на АХВ затекнати се овие мртви животни и веднаш е постапено кон процедура за утврдување на причините на смртта на овие животни при што во теке обдукцијскиот наод. Според нашите сознанија, сосема случајно при овој вонреден инспекцијски надзор е пронајдено уште едно мртво животно за кое се претпоставува дека имало обид истото да биде скриено од инспекторите и од јавноста. Од тука прашуваме: дали е пронајдено мртво животно, поточно мртов мајмун од расата Патас? Дали истото веднаш е земено од страна на инспекторите на АХВ и ветеринарниот факултет за вршење на обдукција? И зошто се молчеше за смртта на овие животни и зошто се крие од јавност? Скопјани заслужуваат да знаат вистината за секој едно животно кој е дел од Скопската зоолошка градина. Како партија и како советничка група на ВМРО ДПМН во Советот на градот Скопје бараме директорот Попов веднаш да се поднесе оставка. Ги повикуваме сите надлежни институции, меѓу кои Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Агенцијата за храна и ветерина, Ветеринарниот факултет веднаш да влезат во оваа установа и да постапат според законот. Ниту Попов, ниту Даниела Арсовска не сме да го уништуваат и она малку што остана од Скопската зоолошка градина. Никој не е над законот и нема право да се поигрува со животот на животните во Скопската зоолошка градина. Одговорност мора да има.